Poveke od 5 vekovi na makedonski od prostor carува турските султани. Тоа меѓу другото го возможуваше и дотогаш непознатиот данок во крв, што го собираа агите и беговите. Цветот на младоста од македонското население од мали нозе се однародуваше за потоа да се вратат како најголеми турци. Со доаѓањето османлиите ги населија градовите и плодните полиња со турци и ја донесоа новата вера исламот. Таа вера, уште на почетокот ќе ја прифатат богомилите, за да се спасат од репресалиите на црковниот клер, како и дел од благородништвото. Христијаните пак, во положба на раја, беа потиснати од прекумерните давачки и колучења. Македонскиот народ не беше покор на раја. Преку ајдутството, уште од првите години на османското владење, го покаже својот непокор. Ајдутството народот ќе го опее во голем број песни. Тоа ќе земе голем замав кон крајот на 16-тиот и во 17-тиот век, кога овде-онде прераснува во востанија и во буни. Особено е значајно Карпошовото востание од 1689 година во североисточна Македонија. Плашејќи се од одмазда, голем број македонски семејства од востанатите краишта по задушувањето на востанието ги напушта своите домови и заедно со голем број семејства од Косово под водство на патриархот Арсеније III Црноевиќ заминува во Војводина, која беше под австријска власт. Наместо иселените, османлиите населија албанци, кои поради мухамедамската вера се сметаа посигурни. Врз македонското население во Бранови се вршел притисок за преминување во ислам. Понекогаш цели села и краишта го прифаќале исламот, односно се потурчувале. Иако го задржале македонскиот јазик, поради верата, тие се прогласувале за турско население. Така со населувањето на турскиот елемент, потурчувањето, населувањето на евреите, како и постоењето на други етнички групи, како власи, роми и други, покрај македонскиот народ, бил создаден мозаик од народности на македонскиот простор, што во иднина ќе биде важен фактор во определувањето на судбината на Македонија. И покрај овие негативни влијанија врз етничката структура на населението во Македонија, македонското народносно битие се зачувало во текот на долгиот период на османското владење, за во периодот на преминот од феудализам во капитализам да биде зафатено од процесот на национален развиток. Феудалецот Спахија бил индиферентен спрема прашањето на јазикот и културата на рајата, што овозможувало македонскиот народ да ги зачува своите народносни белези. Припадноста на христијанската вера го чувала пак од исламизација, иако најчесто го идентификувала со верската припадност и наместо народносното име се јавувало општото име христијани. Македонскиот народ ја имали својата Охридска архиепископија до 1767 година, која му овозможувала непречен религиозен живот. Освен високиот клер, нискиот световен и монашки кадар бил главно од словенско потекло и бил единствениот чувар на словено-македонската култура и на народносната свест под формата на христијанството. Кон крајот на 17-тиот и почетокот на 18-тиот век, калугерите по македонските градови ќе почнат да отвораат градски училишта, така наречени келиини, преку кои ја ширале црковно-словенската писменост. И покрај тоа што овие училишта давале елементарно образование, фактот што наставата во нив се одвивала на македонски говорен јазик сведочи дека биле зрели условите за појава на преродбенското движење во областа на просветата. Така, првото световно училиште било отворено во Велес во 1837 година од страна на Јордан Хаджи Константинов Джинот. Со појавата на потрајни врски со европските земји, очите на македонската раја се повеќе биле свртени кон христијанска Европа, од која очекувале помош за ослободување.
Охридските архиепископи во барањата помош за востание низ Европа секогаш зборуваат од името на Македонија и македонскиот народ, што сведочи дека македонската народносна мисла била отидена напред и по прашањето на сопственото именување. Се поголемото навлегување на македонското население во градовите, проширувањето на внатрешниот пазар, заедничките економски интереси го наметнувале и прашањето за јазикот на тој пазар. Економската и јазичната поврзаност на македонскиот народ на заедничката територија овозможувало да зајакне свеста за народностата припадност и да започне процесот за формирање на национална идеја. Но, за разлика од другите балкански народи кои во таа фаза на развој влегле со сопствено име и со државно-правни традиции, во средновековието македонскиот народ се нашол речиси безимен, што меѓу другото ќе влијае процесот на националниот развој да задоцни во однос на другите балкански народи. Освен османскиот феудален систем, негативна улога врз природниот развој на македонското општествено битие ќе има и Цариградската патријаршија. Веднаш по укинувањето на Охридската архиепископија, патријаршијата ги пополнила македонските епархии со владики фанариоти, кои биле антисловенски расположени и настојувале да ја уништат и онака скромната словенска писменост. Тоа е време кога поизразено се јавуваат елинизаторските стремежи од страна на владиките и раната грчка преродба. Уште во средината на 18 век, грчкиот преродбеник Евгений Вулгарис успеал да отвори повеќе грчки гимназии по јужните македонски градови. До 1762 година по градовите во Македонија биле отворени 10 грчки училишта во ранг на гимназии. Пред налетот на грцизмот станаа калуѓерите малобројните носители на словенската писменост од светогорските манастири. Еден од нив, Паисиј Хилендарски, македонец од Банско, за таа цел ја напишал и својата Историја славјано-болгарскаја. Во неја тој паѓа во романтичарски занес за славното историско минато на Бугарското царство од времето на Симеон, како доказ за правото на словенското население кое потпаѓало под тоа царство на самостоен културен развиток. Во оваа книга Паисиј ги повикува своите сонародници да се оттргнат од грчкото влијание и јазик. Скромните познавања на овој македонски калуѓер, како и литературата што тој ја користел во светогорските манастири, историјата на словените од Мавро Орбини и аналите на барони од една страна и желбата за аргументирана одбрана на словенството од грцизмот од друга, го довеле Паисиј и други автори од тоа време до повеќе погрешни податоци за историските настани и личности. Овие два труда го навеле на погрешен заклучок за заедничкото потекло на бугарите и македонците, додека јазикот му е руско-црквено-словенски, со употреба на македонски јазички форми, така што нема никаква врска со бугарскиот говорен јазик. Идентификувајќи ги македонците и бугарите, Паисиј немал за цел да го реши етничкото прашање меѓу овие два народа, туку да му ги спротистави на опасниот грцизам. Ова е период кога нема национално разграничување на словенските народи, туку преовладува идејата за словенско единство форсирано од царска Русија. Во таа смисла се јавуваат словено-руски црковни книги и наметнување на руско-словенскиот правопис. Тоа е период кога се зацврстува идејата за спасот на јужните словени од отоманското робство од страна на Русија. Веќе во првите децении на 19 век се јавуваат и преводи од црковно-словенски на македонски говорен јазик, што представува чекор напред во развојот на македонското битие во областа на јазикот. Тоа се текстовите на Кирил Печиновиќ и Јоаким Крчовски. Нивните трудови сведочат за природниот развој на природбата кај македонскиот народ. Всушност, може да се каже дека тоа се и првите повидливи знаци на македонската национална свест.
Обштественото и културното будење на македонскиот народ во Турција го определиле 3 реформски акти. Ферманот на Мустафа III од 1773 година, со којим се давала автономија на еснафите, изеднечувајќи ги во областа на производството муслиманите и рајата. Гилханскиот Хатишериф на Султан Меджид од 1839 година, со кој се елиминирало спахиството и се овозможувало сите поданици да може да располагаат со земјата, а во областа на просветата им се давало можност на христијаните да отвораат своји училишта, а третиот акт, Хатихумајумот од 1856 година, им давал полет на христијанските народи за унапредување на нивната духовна култура. Тие овозможувале појава на капиталистички односи на македонска граѓанска класа. Македонските градови од мали турски касаби постепено се развиле во градови со повеќе десетици илјади жители, во кои се зголемувал бројот на македонското население. Освен во занаечиството, македонците почнале да навлегуваат и во трговијата и да ги преземаат клучните позиции во градовите. И додека оваа генерација македонци дојденци во градовите во селата учеа на словенски јазик, во келијните училишта и слушаа словенска богослужба во селските цркви, сега во градовите, особено во јужните, беа принудени да слушаат богослужба и настава на грчки јазик. Со оглед на големиот прилив словенска маса, асимилаторските мерки на грчките владики не беа успешни. Затоа староседелците од градот, дојденците ги нарекуваа со погрдното име вулгарос, простаци, и хондракефалос, дебелоглавци, и одбегнуваа да се дружат со нив. За разлика од новата маса дојденци, постарите жители во градовите во трговијата го употребуваа грчкиот јазик. Против ова кокетирање на македонците истапил и македонецот барон од Виена Константин Бели. На тој план помош даваше и српската држава, но само во почетокот. Разбивањето на рамките на локалното натурално стопанство и еднаквите животни интереси, што ги нудеше капиталистичката поделба на трудот, почнуваа да отвораат широки видици и да ги разбудуваат стремежите кај словенското население кон национално единство. Историската судбина, етничката посебност, јазикот и обичаите беа надворешните рамки во кои се развиваше и економски се поврзуваше пошироката човечка заедница, македонската нација. Токму во моментот кога македонската нација почна да се афирмира како посебна словенска нација на македонски терен,
не идоа тешкотиите од грчката духовна хегемонија. Грчките националисти докажуваа дека Македонија е грчка земја и со сите сили настојуваа јазикот на македонскиот народ да не добие право на граѓанство во школите и црквите. Грчките владици говореа: Овде не е Русија или Србија, па по школите и црквите да се употребува словенски јазик. Овде е Грција и јазикот по школите и црквите мора да биде грчки. Прашањето дали македонското население е грчко или словенско доведе до судир меѓу грчките националисти и македонскиот народ. Пред се грчките националисти беа погрчените власи и македонци, како и црковниот клер. Македонските маси јасно ја гледаа разликата во јазикот и народноста, категорички ги отфрлаат тврдењата дека се грци и не сакаат да слушаат грчки јазик во црквите и школите. Уште во 1846 година учителот Ѓорги Македонски од село Радибуш, Кривопаланечко, во еден запис за своето потекло вака пишува: Словенското писмо го изучив од татко ми Димитрије Македонски. Тој така се вика: оти сме македонци, а не грци. И ја прекорот си го зедов македонски, за да се знае, оти сме словени од Македонија. Истата година, бугарскиот учител Најден Јовановиќ го направил првиот превод од македонски на бугарски јазик. Тој македонскиот јазик го нарекол словенски, а бугарскиот словено-булгарски. Во борбата против грцизмот, најдалеку ќе отиде градот Кукуш. Начело со Нико Станишев, во 1859 година, кукушани се прогласија за унијати и го признаа римскиот папа за поглавар на црквата, кој како против услуга им дозволуваше употреба на словенска богослужба во црквите и мајчин јазик во училиштата. Само со брзата интервенција на Русија, која во тоа гледаше пробив на Австро-Унгарија на Балканот и на патриаршијата, кукушани ја повлекоа молбата, откако се изборија за полјански владика да биде назначен домородецот Партеније Зогравски. И додека кукушките настани ги возбудија Русија и патриаршијата, бугарските националисти во Цариград во ни видоа начин за пробив на бугарштината на македонските терени и сестрано ги подржуваа охриѓаните начело со Димитар Миладинов, за нивни владика да не биде назначен озлогласениот Мелетиј. На тој начин им се отвораше можност да навлезат новие терени, особено затоа што кон Македонија ги туркаа и српската влада и Русија. Обете овие движења, и кукушкото и охриското, во тогашниот печат низ цела Европа беа прикажани под бугарско име. И одделни лица, претежно од малобројната македонска интелигенција, се декларираа како бугари, но македонските словенски маси не се чувствуваа за бугари и тоа име не го употребуваа како народносен белег. Народот не ја сваќаше националната смисла на тоа име, бидејќи вистинските бугари ги знаеа како шопи, а не како бугари. За македонскиот народ зборот бугарски јазик имаше уште црковно-словенско и социјално значење во смислата каква што ја сватиле Крчовски, Печиновиќ и Синаицки, кои под бугарски јазик подразбираат прост јазик, црковно-словенски јазик на народот на селаните. Дури и овие првенци, што го истакнуваа бугарското име, зборуваа дека бугарско е наше македонско, а не бугарско-шопско. А кога бугарските емисари понудија бугарски книги, тогаш реагирањата беа: ова бугарско не е македонско, туку шопско. А ако шопското е вистински бугарско, тогаш бугарското не може да биде наше македонско, зашто ние не сме шопи и не сакаме да учиме на шопски јазик. Одвај се ослободивме од грците, сега шопи ли ке стануваме? Тие, како што вели Шапкарев, сега добро видоа дека бугарското е едно, а македонското друго. Македонското име кое дотогаш го употребуваше македонскиот народ ја немаше националната смисла како што ќе ја добие подоцна. Но и оние кои себе си се нарекуваа христијани, раја, каури или словени, ни тогаш ни порано не се нарекуваа бугари. Уште францускиот конзул во Солун Кузинери во почетокот на 19. век истакнува дека македонските словени, кои тој условно ги нарекол бугари, не се нарекуваат себе си со тоа име,
туку се гордеат со македонското грчко име, а бугарите ги викаат Шопи. Дури и пред него отец Паисий резигнирано извикнува: Бугарине, зошто се срамиш да се наречуваш бугарин? Затоа што и тогаш не се чувствувале така словените од Македонија. На почетокот во борбата против грцизмот, дел од македонската интелигенција и чаршија стапи во сојуз со бугарите, зашто тие не посегнаа по македонските особености, како што тоа подоцна ќе го направат. Дека нема бугарско национално чувство кај македонскиот народ јавуваат многу посетители на Македонија. Стеван Верковиќ, српски агент во Серес, вели дека македонските словени се без своја народна свест и самосвест, мисли на бугарска. Бугаринот пак, Атанас Шопов, отворено признава дека се до 1878 година наполно отсуствувала народната свест, мисли бугарска. Истиот Шопов пишува: Ако денес Европа би побарала македонското население да се определи и да каже кон која народност припаѓа, уверени сме дека поголем дел од Македонија ќе ни одлета од рацете. Ако исклучиме 2-3 околии во Северна Македонија, сите други македонци се готови да дадат каков сакаш писмен документ дека не се бугари. Како што јавува пак српскиот консул од Призрен, во 1829 година, со името бугарин македонците го нарекувале оној што сакале да го исмеат дека е глупав. Ова најдобро зборува за разликата што самите македонци ја чувствувале во однос на бугарите. Зошто тогаш погрешната представа бугари, кога македонскиот народ не се чувствувал за таков? Европската јавност во почетокот на 19. век вриеше од гркофилство, што го подгрева романтичарите од типот на Бајрон, а кои не го знаеа составот на населението во Македонија, на импозантниот број раја, што во световниот живот ја угнетуваше турчинот, а во духовниот владиката Грк. Точно е дека многумина од македонските словени се нарекуваа македонци, но бидејќи европејците името Македонија го врзуваа со старомакедонците, тие и македонските словени ги сметаа за грци. Ваквата состојба почна да се менува дури по соборувањето на митот на гркофилството од германскиот историчар Фалмераер, кој тврдеше дека во современите грци нема крв на старите елини. Оваа теорија посебно ќе искористат словенофилите, кои почнаа да ги испитуваат границите на словенското пространство. Со вчудовиденост, нивните научници и патеписци ќе констатираат дека словените достигаат до Солун и Бистрица. По нив и западните земји почнаа да испраќаат своји емисари во Македонија. И тие констатираа дека словените представуваат апсолутно мнозинство во Македонија. Но сега се поставуваше прашањето од каде словените овде и каква народност се тие, зашто очигледно не се грци. Фактот што македонското име се сметаше дека има грчко потекло и потребата од сообразност со словенската содржина, бугарските водачи, руските словенофили и српските учени луѓе, врз основа на грчкиот, па дури и на турскиот назив на оваа словенска маса, со погрдното име Вулгарост, од една страна и на старите хроники од друга, го отфрлија македонското име како географска ознака и ја нарекоа целата оваа словенска маса со името бугари. Основата на бугарската теорија за народност и јазикот на македонците ја поставија руските слависти Востоков, Калајдовиќ, Венелин и Виктор Грегоровиќ. И исклучиво врз таа основа, од 1842 година, се одржуваа предавањата на славистичките катедри во Русија, се до последната деценија на 19. век. Грчките пак националисти тоа го оспоруваа со фактот што тоа население нема бугарска национална свест, ниту самите се нарекуваат со тоа име.
Slovenofilite pak, zajedno so srpskite i bugarskite nacionalisti, objasnува дека долготрајното робство и грчката духовна хегемонија довеле до заборавност на ова население за бугарското потекло. А кога во средината на 19. век кон нив се придружи и првата писмена генерација од македонската средина, што беше и носител на борбата против грцизмот, конечно во европската наука се сметаше за утврдено дека Македонија е бугарска покрајина. Фактот дека постоела расправја околу македонското име и неговата идентификација со грчко и географско зборува дека тоа име било во употреба сред македонските маси. Македонското име како некој вид народен белег за разликување од другите народи се употребувало и порано. Во 1622 година Тома Мрнавиќ во своите искази за единството на словенските јазици на Балканот покрај хрватите, србите, босанците и бугарите ги спомнува и македонците. Исто така и австрискиот цар Леополд I во актот од 1690 година зборува за представници на македонскиот народ не како географски поим, туку како народносно име. Тоа име го наоѓаме и во хералдичките грбови, документите како што се скитанијата на охридскиот архиепископ Атанасиј, потоа во Троношкиот летопис од 18. век, каде што летописецот, покажувајќи го составот на војската на Волкашин, ги одделува македонците од бугарите. Во документите на Руската императорска канцеларија ги среќаваме преселениците од Македонија по Карпошевото востание како македонци, покрај србите, бугарите и власите. Во извештајот на Бестужев Рјумин стои дека корпусот е составен од срби, македонци и бугари, православни народи, еднородни со нас. Без сомнение дека под името македонец Леополд I, Катерина II, а ниту Бестужев Рјумин не подразбирале влав, грк, ниту албанец, туку словен од Македонија, еднороден со русите. Дека со името македонец се одделувале од еднородните срби и бугари, укажува меѓу другите и австриецот Карл Хрон во својата книга Народноста на македонските словени во 1890 година. Покрај племенските и родовските имиња, македонското име како етничко особено е присутно во предвечерието на народната преродба. Ако не беше присутно, грчките националисти не може да шпекулираат со него, ниту пак Константин Миладинов ке имаше потреба да се откажува од него за да не биде сметан за грк. Во дописот до Цариградски вестник од 1860 година од Охрид се зборува вака. Господин Киријак Држиловиќ треба да донесе бугарски букви за да печати книги на македонски јазик за овдешните жители. И додека некој си Недев, 2 години подоцна во истиот вестник се обраќа до македонците со зборовите: Ви се молам, браќа македонци. Дотогаш Константин Миладинов македонските народни песни кои самиот ги означил како македонски, во зборникот ги означува како бугарски, а Македонија ја нарекол Западна Бугарија, зашто, како што вели самиот, Грците во Виена се однесувале со македонците како со овци и не сакале да чујат дека Македонија може да биде словенска, а не грчка земја. Лизгањето на македонското име кон бугарското кај некои интелектуалци беше последица од една страна на тоа што со македонското име грчките националисти го докажуваа пред светот грчкото потекло на словените од Македонија и од друга на влијанието на панславистичките сили за кои македонското име беше само географско. И покрај тоа, македонското име не се потисна, туку напротив, набргу ќе стане национално. И токму во времето кога македонското име требаше да се искачи на пиедесталот на националното и да ја одбележи посебната индивидуална заедница, настапија тешкотиите. Теориите што се јавуваа дека тоа име е географско и грчко и отежнуваа неговата употреба, што негативно ќе се одрази и врз општиот македонски национален план, особено заради прифаќањето на овие толкувања од страна на некои млади македонци што стоја на чело на антигрчкото движење.
Фактот што овие витални македонски умови се решија да се откажат од македонското име и да го прифатат бугарското, зборува колку грчките националисти го користеле тоа име за остварување на своите претензии кон Македонија. Минувањето на поединци од една национална позиција на друга не им е својствено само на одделни македонски интелектуалци од 50-тите и 60-тите години на минатиот век, кои наместо македонското го прифаќаат туѓото бугарско име како свое. Но она што е специфично за Македонија е тоа што туѓите национални идеи ги прифатија не беззначајни поединци, туку луѓе кои беа директни предводници на антигрчкото движење во Македонија и кои со своето присуство вршеа пресудно влијание не само врз свеста, туку со своите дела ги репрезентираа македонците пред светот не како посебна нација, туку како дел од бугарскиот народ. Како пример да го наведеме зборникот на Миладиновци и неговиот наслов «Бугарски народни песни» од 1861 година. Само 80 песни во тој зборник се бугарски, кои Константин Миладинов намерно ги зел од Чолаков и ги уфрлил во зборникот само да му даде бугарско име. Вака му пишуваше Чолаков на Фрањо Рачки. Може би ви е познато кога минатата година дојдов во Загреб. Мојот покоен другар Константин Миладинов ме замоли да му дадам 100 песни од источните предели на Бугарија, за да може на својата збирка да ја даде назив Бугарски народни песни. За да не се забележи јазичната разлика, Константин Миладинов овие бугарски песни дури и ги доближил до македонскиот јазик, за што му забележува и Љубен Каравелов. Преку ваквиот зборник требало да му се каже на светот дека македонците не се грци, туку со бугарите се еден народ. Но бугарското име на зборникот не ја измени македонската содржина на песните, само што народот беше представен како бугарски. Оттука и македонското движење во почетокот на 60-тите години од минатиот век остана во сенката на бугарското, иако постоеше јасно изразено движење дека словенскиот народ на овој простор не е ни бугарски, ни грчки, туку македонски.